А, Зошто во куќата на мојот дедо, на мојот татко, јас имам за право да го избркам попот, тоест да не е попот присутен на никој од славиве или други организации. Се сеќавам кога имав 16 годишна, кога имав 16 години, прв пат собрав храброст да се запрашам дали сите тие наши учења што ни ги дадоа претходно како дефолтни учења за што е тоа Господ, како сме ние дојдени на планетава, зошто постоиме како луѓе, ние од кај сме дојдени, која ни е целва и слични тие работи, да ги истражам малце подлабоко, иако што и во тоа време и низ целиот пат на мојава истрага околу тоа, сум осудуван од луѓе и сум покажан со прст како демон. И иако што не сваќаат сите тие луѓе дека јас сум стигнал до тие резултати, тоест до тие, се извинјавам, до мои размислувања по пат на учење, значи по пат на учење. Првично, на моја 16 годишна возраст, како што кажав, ја зедов да ја читам Библијава. Сега, во тоа време јас се размислував фул рационално, тоест фул логично, и кога еден логичар ќе се сосредочи со таков вид на четиво, кај што имаат разговарање со Господ, како Господ му се јавуваат, па овој како што биле силата во косата му била на Самсон таму после тоа идет, да речеме, од Стариот Завет како го развел овој морево, па и ше 300.000 милиони такви работи. Значи не правиме овој за Новиот Завет како со еден допир се лечи човек од лепроза, па како се стигви до станување на мртви, значи не разговараме за сето тоа. Кога ќе го прочиташ низ еден рационален пристап, кога ќе го прочиташ истото низ рационален пристап, сваќаш дека сето тоа четиво е за мали деца, за да ги лаже на некого, за глупости, автоматски глупости, сваќаш дека е глупост. Значи тоа е моево размислување на 16 годишна возраст, кога прв пат јас ја прочитав Библијава, и сето тоа размислување некаде се мислам, тој, иако што јас тогаш ја прочитав, значи не е тоа грешно, туку ја прочитав грешно, ми е муавето. Значи ја прочитав, али ја прочитав грешно. Заради тоа што имаат тука се побитни духовниве, да речеме, духовниве својства од четиво што пише во Библијава, се побитни него ти рационално да земиш и да речеш како му е тоа во сила во косава, како му е тоа вака, како му е тоа така, ти такви. Мислам, нормално, ако си рационален лик, автоматски ќе помислиш така и дека можеш да секогаш да имаш такво рационално размислување, тоа е логично, да тебе вуву приказки дека некој мој да стане од гроб и да преживее, ти такви, значи тоа не ти е својствено и не можеш да вервиш во приказка што е таква. Сега. Значи 99% од сите луѓе што ги познавам, мислам, нема се навред, ама не знаат да читат, а второ ја немаат прочитано Библијава, и кога ќе разговараме за тоа нешто, тие си имаат размислувања своји за тоа што е, значи не може да разберете истите дека само се родиле како христијани, а после сами си произведиле размислување што е многу далеку, да речеме, од христијанско размислување, тоест дајано нивниве предци или дајано од црквава, да ти како обичен човек си потчинат и треба да се плашиш за секогаш од поимов Господ и од поимов црква и од поимов поп. Значи треба да се плашиш заради тоа што тој му да ти фрли тебе анатема или клетва и после тоа да умриш ти истата година. Без везе. Нонсенс. Кога го истражив малце тоа подлабоко и кога сватив дека уствари црквава, ево, ќе ја земам оваа католичкава за да нема многу од вас што ќе почне да плачат во коментари или слично. Црквава католичка е најдемонска организација што постои, значи знаеме низ овие 2000 години како што постои, знаеме колку злодела се фрлени низ вистински научници, низ луѓе што размислувале различно, different во тоа време. Значи го земам станом за пример овој со Галилео, кој му реков, абе Господа, ова земјава наша не е плоча, бе, не носет слоној. Значи ти извинете, ама не е плоча, значи те топка. Сонцево е ваму, месечина е ваму. Шо? Сонцето? Ела. Па
куќарка од дрва, внатре ти врзан, папте, палецте горе и не му се мисли. Разбираш? Значи трквава ако ти имаш различно мислење во последниве години, значи не правиме мовет за какви не сега се дешава низ католичката црква со педофилија, со 300.000 работи. И сето тоа ако си ти трезвен човек и ако не се плашиш дека тие се представништво на Господ, значи тие не се представници на Господ. Ова е, значи со кој сакат нека дојд, нека седнете овде кај нас проти мене место камерава, ќе разговараме, дискутираме дека црквава не е вистински представник на Господ, туку тие се демонска организација, не само црквава што е католичка, туку и нашава, и истите работат само за пари. За ништо друго освен за пари и за мок нормално. Значи од каде ми ти курбе бате, она е од ИВЗ и она е од МПЦ да се во собранино, шо ми кур тие да кажат, шо ти ај. И то рачуне тие се фиксни таму, значи фиксни представници се тие. Значи било која власт, било која нешто, тие се фиксни представници. И секој кој застанеш ти кога размислиш малце свесно, трезвено како сакаш размисли. Имат милион хуманитарни организации, јас не сум слушнал да црква никогаш му вложи на некој ни еден денар. Имат милион за болно дете, за деца со бескупници, секако вид. Не сум слушнал досега да даде црквава ни еден денар за таков вид на луѓе. Никогаш. А од друга страна, идат водици тука, иде 6 Мерцедеси од 2019, 200.000 евра еден, сите 6 заедно коштат 1.200.000 евра. И тој контраст измеѓу таков вид на мокници, што може да возат Мерцедеси од 200.000 евра, мене искрено, значи мене, како личност, како ентити, мене ми сметат. Тебе ако не ти сметат, и ако можеш ти да си слеп и да гледаш вака на сето тоа, и исто утре дојш и да ставаш пари пред икона, зашто се плашиш претходно, ти теквит се плашиш зашто таа може да те казни, ти теквит, а сликата може да те казни тебе, особено зашто ако е просветлена. Да не разговарам за ова, значи не многу од вас ќе се побуните, зашто сте неписмени првин. Ајде, нема да речам неписмени. Да не одам на шала, значи тоа е сериозна работа и многу од вас кога слушате ова, може ќе добиам unsubscribe и им боли ме курац, значи имам добиено многу unsubscribe за глупости, за ова е мое лично размислување, ова е дел од мојот живот и дел од мојов пристап кон интернетов и носење на свест, значи еден да го разбудам со муабетов, еден човек ми е доволно од 1000 unsubscriberi, разбирате? Значи, јас се борам за доброто и за вистината, не за субскрајбери, за курци, за палци. Така да кур ме боли. И продолжам со тема. И ако можеш да си слеп на сета тоа демонска организација, што едва и чекат да некој да му се деси нешто општинско, да речеме зло, да му се деси, да речеме, имаше еден кајакарски клуб, па тој нешто се издешава, не можеше да функционира и брате одма црква како инвеститор си окупи место и тоа од црква. Цело кале. Она му факултет саќе да направи, то сигурно нема да е факултет, тоа ќе е свес хотели да го издават. Значи да не правиме муабет за нивнава демонска организација. Вие што сте несвесни на ова, што сте слепи за ова, не можам да ми поможам, ама тие што можете да размислите со своја глава и да сватите дека таа организација, освен за пари, не работи за ништо друго и за моќ нормално, тогаш ти немаш никаква потреба во твојов дом да го носиш попов за тебе да те просвети од Господ. Зашто ти со само во твое раѓање, со само во твоето живење, ти си просветлен од Господ. Зашто си жив, автоматски тоа ти е доволно, значи не треба да пиеш света вода, не треба да бидеш прскан со онако, не треба ни темјан, ни пичке си материне, не треба ништо, за да си ти жив и здрав, зашто ти претходно си веќе тоа. Разбираш? Си веќе тоа. И сега, значи, поради тоа што господинот поп го познавам приватно и со моите родители се познаваме, јас не можев да речеме да земам на своја рака, имаш така многу е глупо и некултурно од моја страна, тоа никој па нема да го направам. Да му речам господине Попо, и си првин, тој ми е, пак ќе речам, на некој начин и пријател, се познавам со блиски него и не е ни битно. И чекав момент кај што брате готово ми скурчуито од ова целава работа, со овие дома нормално, значи јас не сум главен дома, значи не има лели, ама чим тие сите тие
чутет кога ќе зборувам јас за ова, зашто јас за ова сум учел 10 години од мојот живот, сум поминал во учење на свесност на други религии, значи сум учел и за нашава и религија, и за нашево дејство, и за наукава, и за 300.000 работи, и чутет поради тоа што по информираниот нормално дека ќе доминират во ситуацијава, и одам јас сега таму и му викам на Филјан место, во Филјан празник, нас немат да имат црква, мислам нема да имат поп кај нас, ова го правам во црквава наша локална. Зошто? X причини, да не ги наведувам се, овдека ќе треба да останам, мислам овој го разговорот, X причини нема да разговарам, зашто поздрав, пријатно, не сакам. Сега морав малце да попуштам од мојава страна, фактички, зашто требало лепчево да се пеет нормално. И ајде господине главен на куќата мојот дедо, ој го пеет лепчето, и таму треба 100 денари да остаат, разбирате, значи и таму 100 денари, зашто ако не остае 100 денари, лепчето нема да го фати мајата од Господ. Која е ова абсурдија, бе? Која е ова абсурдија, бе? Јас неколку пати кој дојден поп дома му викам, а која е гаранција дека нема на некој овдека да му се деси несреќен случај? Значи која гаранција даваш ти? Кога купам јас телефонов, кога купам телефон ми даваат гаранција писмена, ако нешто му се деси на телефонов јас доам да го сменам со друг. Значи која гаранција ти ми ја даваш писмена или устна или како што ти ја знам? Значи дошол попот кај некого дома му, па друга истата година човеков умрел. И сега шо? Разбирате? Значи, што сакам да ви кажам, ова е многу смешно и многу глупо што го кажав сега, моментално. Ама од друга страна, ако размислиш вистински, и ако се чепнеш сами од себе си, дека, брате, како мој да е таква толку организација што работи само за пари, како мој мене, лично мене, и на мојве блиски околу мене, да ни ги земат парите, и плюс да не плашит, дека нас ке не казни некој, ако нас не ни дае, ако ти не му даеш пари, ке те казни. Види сега, значи да не правиме мовет за други луѓе што одат в црква и остават пари, значи остават 100 денари и автоматски леле готово се спасивме, ти текви, зашто Господ то чека, сега ти брате правиш сите злодела, ти текви претежно овие што немет прочитано ни една реченица, не пак цела Библија, значи тие брате одат во црквава, врска немет ништо од молење, се молат само за материјални добра, разбираш, се молат за материјално леле ова да фатам хладилница, ти текви до толку ментални работи се изнервира. И истите тие, брате, зашто се најголеми грешници, знаат дека се најголеми грешници, нив му треби просвење од Господ и затоа, брате, оставе толкави богатства. Значи, имат луѓе, брате, не сте свесни, вие колкави богатства остават во црквиве за Господ, да утре, речи фала, окей, што да го собери сето тоа, богатство и таму на неговиот невидлив свет да го троши. Ти текве, значи, ова би го давав чист пример. Зашто вие многу често, не вие, ајде, нема да речам вие, чим го отворите и го гледате додека видео, значи сакате да научите нешто различно. Али многу од луѓево мислат дека Господ е еден човек што личи на Ѓорги Колозов и е со бела брада и сето дозгора вака, сети суди, значи нема друга работа тој Господ, туку седи тебе те суди ти, брате, ако е фатиш на некоја загас и ти можеш да си направиш 300.000 филмови за што е правилно и што не е правилно и истото да те осуди од Господ. Не. Ти си Господ првин. Ти си Господ со самото тоа што ти ги ствараш тие морали, разбираш? Значи, ако не си доволно свесен, ево ти јас ке те освестам. Ако ти си направил морал, дека ако направиш нешто е криво, ти го направил никој друг тој морал, туку ти сами од себе си го прифатил и си го произведил како морал, и ако ти го направиш истото тоа утре грешно, ти самиот ќе се кажниш на себе си, со тоа што ќе ти е неубо. Разбирате? Која целава работа? Значи, ако направиш ти нешто што се коси со твојава претходна дајана како шема за што е правилно и што е неправилно, ти самиот на себе си автоматски не ќе можеш да се поднесиш и ако си многу прос, ќе одиш со 300 денари, ќе идеш со црквена и ќе чекаш го. Ова ми е срам за ова да зборувам, море. Тоа е. Океј, тоа имав да кажам. Тоа имав да го кажам во врска со поставеноста на црквава и мојава поставеност. Јас замислете, јас не сум никој и не можам да се спротивстваме на толкава организација, или можам за себе да си одлучам и во мојава куќа, не е ни моја куќава, чим имам глас во куќава на дедо ми, на татко ми, да окажам ова све, значи имат сторија
за ова, разбирате? Значи тие луѓе, што ми се татко и дедо мене и мајки и баби, се нормални луѓе, исто како сите нормални луѓе, што имат мислење за црквава и за Господ, дајано кои биле 14-13 години и од тогаш не го сменале и цело време се во страво од нешто да не му се деси ако не дојде попов. Разбирате? Ама за среќа ме имат мене и вие за среќа сега имате мене на интернет за овие некои миниатурни работи што ни се дешаваат во светов, тоа е стравов, наше богобојазништво што се викат, да речеме манифестирано на начин да ти со пари ќе откупиш твојава слобода. Разбираш? Тоа е најкритично. Ако си ти припадник на оваа организација, кај што од најсиромавиот се земе 100, 200, 300 денари, од најсиромавиот, од најпростиот, тогаш запрашај се дали си ти вистина свет човек и дали ти, твоево учење е правилно пред очите на тој што го проповедаш. Тоест пред очите на Библијава и пред очите на Исус. Како една врховна личност од која сите ги земаме мораливе и што е за право нема, да речеме, низ историјава наша некој толку јак лик што ние можеме да ги преработиме и да ги смениме од тие морали сите, иако што ако почнеш да истражбиш можда ќе најдеш, значи тоа нека остане за друго видео. И дали ти како свештено лице се плашиш зашто му ги земаш парите на сиромавиот? Ајде нема да кажам овој похуки што тој е работник што да пред. Али овој како структура што ги зема толку милиони, милиарди од буџет од 300 работи, дали ти се плашиш од тој што го проповедаш и дали мислиш дека имаш заслужено да одиш во рајот исто што го проповедаш? Океј. Тоа беше тоа, луѓе, значи ова тема е една од темите за која јас го направив YouTube-ов мој, значи не го направив за глупости, туку го направив да разговарам за ваков тип на видеа, на ваков тип на материјали, тоест нешто што ќе вас ве просветли, тоест вас ќе ви даде размислување од друг аспект. А ова размислување е добиено од, како што кажав, 10 годишна обука од различен вид на религија, значи не само Библијата таа што имам прочитана, моментално, значи можам да се пофалам, зашто за фалење ако читаш книги, моментално го читам и Куранов, а претходно имам искуства со будизам, имам доста, значи како најинтересна за мене религија на некој начин, иако што тоа е филозофија, будизмов и хиндуизмов исто излезен од истата работа, али немој да мислите дека и во будизмов и во хиндуизмов, како и во муслиманство, во исламов, не се дешава ова истава хиерархија што се дешава во нашиве структури. Што значи? Што сакам да поентирам со муаветов? Структурата нека си бркат работа, али спиритуалниот дел од тоа што го промовират, можеш да го прочиташ и можеш да извлечиш одговори и на некои прашања што си ги имал претходно поставено како сам на себе. И сето тоа што ќе го прочиташ низ сите тие книги, значи јас сега да не разговарам што други книги, значи може да ме помислиш овај сега сакате некој демон, значи и сатанизам имам разгледано, значи сатанизам Алистер Кроули, модерен сатанизам, и за кој ќе направам дополнително видео да го наведам ова. И сето тоа тебе ќе те збогатит како личност, разбирате, ќе те збогатит како личност, за утре кој застанеш да разговараш за овие теми, да имаш цврст став, а не ставон од бабата што му го дала баба му, што му го дала баба му, што му го дала баба му, и да браниш некој мислење за кој си ти самиот свесен дека не си сигурен. Тоа е тоа.